Во 2024 се дружевме со многу млади кои ги уриваат сите препреки на патот до својот сон. Музиката ги обединува пасиите на Нела, Мила и Михаела. Се чувствувам како да сум таа што треба да биде на сцената и дека некако имам талентот за да го покажам. Јас најдобро се изразувам преку танцот и музиката. До сега имам освоено над 71 места во меѓународни надпревари по хип-хоп. Повеќе слушаме за гитаристи отколку за гитаристки, но јас баш се чувствувам посебно бидејќи тоа ме влече. Некои се инспирирани од традиционалниот мелос, како на пример Мартина, која свири на кавал, тамбура и дајре, или Душан, кој сака звукот на неговата гајда надалеку да се чуе. Најсигурно се осеќам кога свирам инструментот тамбура, но поради недостаток на жени кои свират кавал, сакав и да започнам да учам кавал. Мојата пасија кон гајдата е лична и длабока. Гајдата ми предизвикува многу силни емоции и љубов кон традицијата. Македонскиот фолклор е инспирација и за основците од Кочо Рацин. Од светскиот куп на фолклорот во Италија се вратија со злато, а секоја носија е злато вредна за младите колекционери кои направија заедничка изложба. Бев сигурна дека ќе освоиме прво или второ место, а не бев толку многу сигурна за трето, затоа што ние не сме толку лоши во пеењето. Убави сме во пеењето. Многу интересен феномен е што само мажи собираме народни носи, кои што всушност порано само жените ги работеле, а мажите само ги носеле. Традиционални, но и модерни рецепти за готвење се учат во Средното училиште за рехабилитација и образование Свети Наум Охридски во Скопје. Овде се знае и рецептот за вистинско другарство. Тука сме сите брати и сестри, сите сме тука. Оминано ми е супа со бокуа, со оното. А знае зашто? Зашто тоа баба ми го паесе. И там ми е оминено, ми остана за спомен. Со оштетен вид, но со позитивен дух, живее Алдин. Во училиштето за рехабилитација за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов научил да свири, а во насоката за физиотерапевти учи да масира. Па го сакам мојот живот, го сакам сега. Со хендикеп, со оштетување на видот, тоа е што да правим, ама сепак го сакам животот, бидејќи стварно убаво е да се живее. Основецот Леонардо има потешкоти и во слухот и говорот, но и образовен асистент со кој оди на училиште. Во Страшо Пинџур тој учи од другите, но и тие од него. Зајо ќе ода, зајо вишула, тута татамници се сука, убава те писувате. Те писам те убава, татани се убава, те писа петат, те фала, Никола, се смеји салате и толку сама. Без разлика какви да се децата, треба да ги прифатиме. А дека човек може да ги прифати годините колку и да се наброи, но сепак да не се откаже од својата најголема пасија, ни покажаа двајца млади на 90 години. Писателот Стојан Тарапуза и пензионираниот професор по физичка култура Ѓорги Кондратенко. Духот ми е како на дете. Па како би можел ја да пишувам една таква едноставна поезија, ако не настапувам како дете? Па јас сум дете, само големо. Многу е важно да си стално со луѓе у контакт. Да не си осаме, па да кажеш.